Добар ден. Добре дојдовте на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн. Продолжуваме со серијата посветена на македонското прашање на македонски јазик. Благодарност изразуваме до професор доктор Игор Јанев за дозволата на статиите кои што тој ги има напишано. Во денешниот прилог ќе се запознаеме со чланокот со наслов "Не постојат нераскинливи договори". Овој чланок излезе во печат или во јавноста на 12.6.2021 година. Не постојат нераскинливи договори. Секој идентитетски договор, имајќи го предвид фактот дека е спротивен на императивната норма или ius cogens, вроденото право на идентитет може да се раскине еднострано во согласност со членот 53 од Виенската конвенција за договорното право од 1969 година, според кои договори спротивни на империјативната норма од почетокот се неважечки. Според истата конвенција може да се направи истото укинување и со неприменливи договори, какви што се бугарскиот договор, кој е асимилаторски, и преспанскиот договор, кој пак е негаторски инструмент. За Европската Унија е битно да не увезува конфликти и таа не се занимава со природата на спорот, туку само констатира дека спорот е решен или не е решен. Токму така и бугарските уцени стана услови на Европската Унија. Идентитетски договори склучени со Бугарија и со Грција се непреминливи и, тоест, да ја коригирам таа моја грешка, неприменливи и оттаму нелегални. Овие договори се очигледно идентитетски, едниот е асимилаторски, а другиот негаторски. Спротивни на императивните правни норми, само определување, суверена еднаквост, политичка независност, немешање во внатрешните работи и юрисдикција. Оттаму единствено решение од еднострано раскинување на овие два договора од наша страна со дипломатската нота до друга страна, тоест Бугарија, Грција, вели професор доктор Игор Јанев. Склучување договор во заблуда или со измама. Прво треба да се каже дека во правото е познато уште од античкиот период дека не постои договор што не може да се раскине. Вечната клаузула, содржана во преспанскиот договор, по правило сугерира дека нешто во договорот е нелегално и дека треба да се заштити со овековечување. Треба да се забележи дека секој идентитетски договор може еднострано да се раскине. Еве, на пример, бугарскиот договор со Тито беше еднострано раскинат од Бугарија, бидејќи не беше во согласност со бугарските интереси. Види договор меѓу СФРЈ и Бугарија. Исто така, секој идентитетски договор, имајќи го предвид фактот дека е спротивен на императивната норма или ius
Cogens, вроденото право на идентитет, може да се раскине еднострано, во согласност со членот 53 од Виенската конвенција за договореното право од 1969 година, според кој договори спротивни со императивна норма од почетокот се неважечки. Според истата конвенција, може да се направи истото укинување и со неприменливи договори, какви што се бугарскиот договор, кој е асимилаторски, и преспанскиот договор негаторски инструмент. Покрај членот 53 од конвенцијата, основа за раскинување и членот 46 од оваа конвенција, бидејќи се работи за очигледно кршење на домашните процедури со кои се промени уставот, што и беше познато и на другата страна. Изјавата на Каменос во врска со промени во уставот. Инаку, целиот договор од Преспа е базиран на нелегалната резолуција 817 на Обединетите нации од 1993 година, во која се содржани дополнителните услови за прием во ООН, спротивно на советодавното мислење на МСП од 1948 година и спротивно на резолуцијата 47/225, со која се прифаќа судскиот став од 1948 година. Имено во врска со Преспанскиот договор имаме и кршење на ставовите 1, 4 и 7 од членот 2 на повелбата на Обединетите нации. Во овој контекст ги имаме сите белези на нелегалноста, вклучувајќи исклучување договор во заблуда или со измама, вели професор доктор Игор Јанев, специјалист, стручњак за право, посебно за уставно право, во статијата наречена "Не постојат нераскинливи договори", која што излезе во јавноста на 12.6.2021 година. Слушате програма на YouTube во Фокус со Силвана Павловска. Решавање измислени проблеми што се сведуваат на политичко непризнавање. Што се однесува на бугарските уцени, треба да се забележи дека ваквото условување е резултат на нашата дадена согласност со подпис на бугарскиот договор. Со овој договор Бугарија доби основа за спор и решавање спорни прашања, бидејќи ние се согласивме сами со подпис и ратификација дека спорот постои и дека треба да се реши. Со кој памет? За Европската Унија е битно да не увезува конфликти и таа да не се занимава со природата на спорот, туку само констатира дека спорот е решен или не е решен. Така, бугарските уцени станаа услови на ЕУ, односно добивме безизлезна ситуација, проблем без решение, од која може да се излезе само со еднострано дипломатско раскинување на бугарската спогодба. Ке подсетам, вели професор доктор Игор Јанев, дека со овој документ е формирана бугарско-македонска комисија и правната основа на оваа комисија е овој договор. Но, историчарите за жал не разбираат дека ова не е едностранно комисија за историја, туку е дипломатска, политичка комисија за промена на историјата. Ваквата комисија не е некое тело на научна конференција или заедничка научна комисија во потрага по вистината. Ова комисија има дипломатски карактер и доколку луѓето во таа комисија имале потребно знаење од дипломатијата и дипломатскиот бонтон, тие не би се ни седнале на таквата комисија. Имено, крајната цел е
со помош на комисијата да се постигне идентитетскиот компромис, односно идентитетскиот договор, а ваков договор е спротивен на јавниот морал, достоинството и императивните правни норми. Во оваа смисла, единствен лек за бугарскиот обид за асимилација е еднострано дипломатско раскинување на бугарскиот договор. А ова конкретно може да се направи на ист начин како што Бугарија го раскина договорот со Тито. Односно, раскинот може да биде и без образложение, тоест повикувајќи се на суверената волја на државата, при исклучување или раскинување договори. Идентитетскиот проблем е импутиран проблем. Моите заложби, вели професор доктор Игор Јанев, се и за еднострано раскинување на штетниот и нелегален преспански договор. По пат на дипломатска нота до другата страна, Грција, врз основа на членот 53 од Виенската конвенција за правото на договори од 1969 година, во врска со раскинување повикувајќи се на правото jus cogens. Со ова писмо, нота се изразува државната волја за раскинување на преспанскиот договор поради кршење на основните императивни норми од меѓународното право. По испраќањето на оваа нота до Грција за раскинување на договорот се праќа и дипломатската нота известување до ООН за овој правен и политички чекор, тоест за раскинот, имајќи предвид дека сведокот во договорот е представникот на ООН. Истовремено се праќа и посебна нота со која се бара на дневен ред на следното Генерално собрание на ООН да се стави како точка на агендата на собранието на ООН продолжување на членскиот статус на државата по името Република Македонија, тоест името под кое првобитно аплициравме во Обединетите нации 1993 година. Причините се многубројни, но се надевам само неколку. Самиот преспански договор не е само штетен, како што најчесто се вели, туку е нелегален договор и според меѓународното право. Нелегалноста произлегува и според фактот дека е подпишан неовластено. А потоа и актот за ратификација е парафиран од неовластено лице. Со нелегалната домашна уставна постапка и фактот дека ова и беше познато и на другата страна, Грција, се креирани причини за раскинување на договорот, предвидени во членот 46 од Виенската конвенција за правото на договори од 1969 година, тоест одредби што се однесуваат на домашните пропусти, грешки или нелегалности. Што понатаму? Доколку нема вето од постојната членка на Советот за безбедност и доколку успее Грција по раскинувањето на преспанскиот договор повторно да се воспостави референцата бивша Југословенска република Македонија, тогаш и во таква ситуација нашата држава може поради оштетените права во ООН како членка да побара резолуција од Генералното собрание на ООН, со која тој орган бара од Меѓународниот суд на правдата советодавното мислење за дискриминацијата во членскиот статус во ООН, спротивен на повелбата на ООН и другите конвенции што ги регулираат односите на државата членка со Обединетите нации. По донесување на советодавното мислење од Меѓународниот суд на правдата, ова ќе биде прифатено од Генералното собрание на ООН, кое го поставило прашањето до овој суд, со резолуцијата на овој орган. Со истата или со одделна резолуција, потоа Генералното собрание на ООН ќе го воведе именувањето Република Македонија, името што го побаравме. Со оваа резолуција на Генералното собрание на ООН, продолжување на членството под Република Македонија, постапката во ООН и проблемот
završува. Проблемот завршува. Тоа беше статијата на професор доктор Игор Јанев, која што излезе во печат во 2021 година. Може би сте ја виделе, може би не сте ја виделе. Еве, ја споделивме повторно со вас и се надевам дека го зедов вашето внимание. Да подсетам дека авторот на оваа статија е универзитетски професор по меѓународно право, научен советник на Институтот за политички науки во Белград, член на Академскиот совет за системи на Обединетите нации, член на Њујоршката академија на науките, автор на 18 книги и 160 научни трудови од областа на дипломатијата и меѓународното право. А тоа е нашиот професор доктор Игор Јанев, на кого му благодариме за дозволата да го дадеме оваа статија во јавноста во програмата во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, кога ќе продолжиме со серијата Македонското прашање. Би сакала да ве подсетам дека за ова прашање ние имаме на YouTube снимки кои што се и на англиски јазик од академци чии што тези ете ги дадовме во јавноста. Тие емисии се снимени на англиски јазик, така да можете да проверите, да побарате и да ги најдете. Доколку го разбирате англискиот јазик, доколку не, упатете ги оние кои што го знаат, може да се запознаат, нарочито оние со кои што Македонија е ставена во таква состојба која што е сосема неприфатлива. Уште еднаш благодарам и се најдобро. Пријатно. Од мене Силвана Павловска.